Почитувани гледачи, време е за Саботна хроника. Емисија во која се посветуваме на актуелните настани и теми од неделава што изминува. Главната тема за денеска, на која посветивме поголемо внимание, е новата младинска представа на Театарот за деца и младинци "Еднаш свет изградив", со која театарот повторно ќе ја врати младинската публика. На оваа тема разговаравме со режисерот на представата Јане Спасик и со директорката на Театарот за деца и младинци Катерина Илиевска-Силјановска. Но повеќе за ова ќе погледнете подоцна во ова издание на Саботна хроника. На почетокот од неделава, град Скопје и јавните градски предпријатија реализира активности во кои беа вклучени и децата. Креативни изработки од рециклиран материјал беа дел од манифестацијата "Децата и комунална хигиена во светот на екологијата", а исто така и на одбележувањето на Светскиот ден на водите. Главниот акцент беше ставен на децата, кои преку креативни работилници учеа за рационално трошење на водата. Да ги погледнеме прилозите. На школка во градскиот парк се одржа манифестацијата "Децата и комунална хигиена во светот на екологијата", на која учествуваа ученици од училиштата и дечиња од градинките од сите скопски општини. Децата од училиштата има изложено креативни изработки од рециклиран материјал, а за нивниот труд беа и наградени. Првото место го освоија учениците од основното училиште Лазо Ангеловски, второто место од основното училиште Тефејус, а третото место им припадна на учениците од основното училиште Кочо Рацин. Дечињата од градинките се представија со своји еколошки точки, додека секое училиште имаше своји учесници во спортските игри, што се одвиваа со едукатори. На манифестацијата присуствуваше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој рече дека подигнувањето на еколошката свест кај граѓаните, особено кај најмладата популација, е важен предуслов за заштитата на животната средина и околината во која живееме. Секое дете и секој човек има право на чиста и здрава животна средина. Децениската негрижа за животната средина доведе до уништување на заштитните подрачја, масовна сеча на дрвја, како и енормно загаден воздух. Шилегов нагласи дека градската администрација е посветена на заложбите за здрава животна средина и одговорно ги следи потребите на своите сограѓани, а идејата за организирање на овој настан е развивањето на еколошката свест, особено кај најмладите, а со тоа и зголемувањето на помошта од граѓаните за зачувување на животната средина, неопходна за здрав живот на сите. Постојната представничка на UNDP во Македонија, Луиза Винтон, истакна дека е среќна што денеска постарите имаат можност да научат од најмладите како да рециклираат и да ја зачуваат животната средина. Македонија има среќа што има прекрасна природа, животна средина, меѓутоа во исто време сме и сведоци кога истата се уништува со големи количества на ѓубре. И навистина ми е мило што денеска имаме можност да земеме инспирација од најмалите за тоа како треба да се рециклира отпадот наместо да се фрла во животната средина. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусамет Шабани нагласи дека тие како предпријатие и во иднина ќе организираат работилници и предавања за најмладите и ќе настојуваат оваа манифестација да стане традиционална. Денешниот хепенинг представува само уште еден од низата проекти насочени кон едукација на најмладата популација како правилно да постапат со отпадот и да ја заштитат својата животна средина и нивното информирање за придобивките од селекција на отпадот. Резултатите се највидливи кога почнуваме со најмладата популација. Целта на овие настани е да ја подигнеме свеста на сите граѓани на градот Скопје за еколошки град, намалено ниво на загаденост, за почисто Скопје. Затоа бараме поддршка од сите скопјани. Во организација на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, градот Скопје и општините на територијата на градот, денеска започна одбележувањето на Светскиот ден на водата, 22 март. Во одбележувањето, главниот акцент беше ставен на најмладите, кои преку креативни работилници, подароци, песнички и раскази учеа за значењето и рационалното трошење на водата.
Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов по отварањето на настанот во основното училиште 11 октомври рече дека целта е преку символичен начин со најмладите да се сподели едукативно искуство за значењето на водата, при што додаде дека цената на водата во Скопје и натаму останува иста. Императивот на мој како градоначалник, императивот на јавното предпријатие Водовод е на граѓаните на Скопје по секое време да им овозможиме здрава и квалитетна вода за пиење. Внатрешните анализи кои што ги правиме финансиски во рамките на јавното предпријатие овозможуваат да граѓаните на Скопје не добијат поголеми сметки за вода. Директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје Душко Висковски рече дека целта е преку едукативни игри да се покрене значењето на водата и заедно да се објасни дека градот има перфектно чиста вода за пиење. Висковски исто така информира дека јавното предпријатие Водовод и канализација од 1 април па во следните 2 месеци почнува со акција со која граѓаните ќе може да ги подмират своите долгови без камата. Сакам да ја најавам и акцијата која што имаме ние како јавно предпријатие во наредните 2 месеци граѓаните на Скопје и нашите корисници ќе можат да ги подмират своите долгови без камата на рати, започнувајќи од 1 април се до наредниот месец. Се уште се задржуваме на тема млади. Општина Карпош подпиша меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе, со цел да се подобри образовниот процес во општината. По детално објаснување за тоа што опфаќа меморандумот, гледаме во приложение. Во насока на зајакнување на образованието, економскиот и културниот живот на локално ниво, Општина Карпош склучи меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе Скопје. Меморандумот ќе овозможи заедничко аплицирање на проекти, организација на работилници и на тематски конференции, истражувања и анализи кои ќе бидат корисни за општината во процесот на креирањето на политики и проекти кои би влегле во буџетските програми. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев нагласи дека овој меморандум ќе покаже дека општината е подготвена да спроведува проекти од важност за граѓаните со акцент на најмладите и образованието. Целта секако на овој меморандум кој денес го подпишуваме е и да имаме соработка во делот на креирање на проекти во областа на образованието пред се, но исто така и во делот на економскиот, културниот живот и да развиваме европски образовни и економски политики на локално ниво тука во општина Карпош. Ние како општина во изминатиот период подпишавме меморандуми со неколку здруженија. Општината останува да биде отворена и општината останува да биде цврст партнер на сите оние индивидуалци, здруженија и организации кои што сакаат, мислат и се сериозно заинтересирани да направат нешто добро и за граѓаните на општина Карпош, и за граѓаните на Скопје, а со тоа и на целата држава на Република Македонија. Председателката на Институтот Елизабета Тумевска-Илиевска посочи дека ова здружение во изминатиот период работело на вмрежување со повеќе институции и единици на локалната самоуправа. Овој институт е насочен кон истражување, креирање, имплементирање и развој пред се на образовните, социокултурните и економските политики на локално, национално, меѓутоа и на меѓународно ниво. Во овој период како институт имаме неколку задачи поставено. Меѓу останатото еден од приоритетите е мрежување со државните институции, со локалниот сектор, меѓутоа и со голем број институции надвор од земјата. И посебна чест ни е што токму првиот меморандум за соработка го подпишуваме со општина Карпош од неколку причини. Целната поставена на институтот, меѓутоа и визијата на општината се наоѓа на еден има заедничка цел, а тоа е меѓу останатото најголем дел во делот на образованието. Начините за соработка меѓу страните потписнички на меморандумот се најразновидни: заедничко аплицирање на проекти, организација на работилници и на тематски конференции, истражувања и анализи кои ќе бидат корисни за општината во процесот на креирањето на политики и проекти кои би влегле во буџетските програми. Образованието е столб на секој општество. Знаеме дека, како велиме, ако имаме здрава и образована младина, тоа е предуслов за здраво општество, за здрава иднина. Токму сензибилитетот на градоначалникот како личност која што е докажан и покажан и на себе својствен начин умее да препознае добри политики, поготово во образованието, конкретно и во однос на реформите што се случуваат. Институтот веќе работи на проект за намалување на насилството
во образованието, односно еден проект кој што се вели како да побезбедни училишта. И токму благодарам што ми даде да го најавам началникот тој проект, затоа велам и тоа е првиот проект кој што веќе на некој начин се реализира самите истражувања, а потоа ќе се реализираат и трибини кои што токму поентата е како да го намалиме конфликтот, она што ни заслучува нас општеството за жал, а општина Карпаш е урбана општина со голем број на основни училишта и како што потенцирав првата иницијална каписла беше токму ради овој проект да се договориме и за соработка. Град Скопје на својата последна седница донесе повеќе одлуки, меѓу кои беа и одлуките дека забраната за запирање возила за доставување стока во потесното градско подрачје станува трајна, како и тоа дека ќе се врши обука на 50 нови пожарникари. Да го погледнеме прилогот. Град Скопје трајно ја воведува забраната за запирање возила за доставување стока од 7:30 до 18 часот. Оваа забрана, која требаше да има важност до 31 март, останува на сила со истата цел, односно да се придонесе во намалување на загаденоста на воздухот. Оваа одлука денеска беше донесена на Советот на град Скопје и ќе важи за оние субјекти кои се наоѓаат во потесното градско подрачје, а немаат свој простор пред објектот. Советот на град Скопје во функција на намалување на загадувањето и регулирање на сообраќајниот метеж во центарот на градот донесе одлука за дотурна роба, која што искуствено можевме да ја видиме и ние како град, меѓутоа и правните субјекти кои што ја дистрибуираат и примаат робата во централното градско подрачје. Оваа одлука има важност до 31 март, имајќи во предвид дека не пропадна ниту еден субјект и ништо страшно не се деси. Очигледно дека градот може да функционира со таков режим во таа функција, а со истата намена и цел намалување на загаденоста во градот и намалување на централниот метеж. Исто така на денешната седница беше усвоена и точката со која се излегува во пресрет на барањето на голем број баратели за давање дозвола за вршење дејност паркирање, кои имаат поднесено постапка за приватизација на градежната парцела, на која правните субјекти се јавуваат како корисници, но е во сопственост на Република Македонија. Меѓутоа, земјиштето е во фаза на приватизација, со што би се регулирало и плаќањето на комуналната такса кон градот. Покрај ова, градоначалникот Шелегов најави дека оваа година ќе се изврши прием на нови пожарникари, бидејќи во оваа дејност потребата е особено изразена. Согласно критериумите за минималниот број на пожарникари според бројот на жители, треба да изнесува 384, а моментално во бригадата за противпожарна заштита се вработени 214 пожарникари, што значи дека недостасуваат 170. Со тенденција нивниот број заради идни пензионирања и понатаму да се намалува, особено имајќи предвид старосната структура во бригадата. Шилегов нагласи дека планот во текот на оваа година е да се изврши обука на 50 пожарникари. Исто така неделава се потпиша декларација за етичко известување за теми поврзани со ЛГБТ заедницата. Што опфаќа оваа декларација, гледаме од прилогот што следува. На иницијатива на коалицијата Маргини, заедно со Советот за етика во медиумите, Сдруженијето на новинари на Македонија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми, денеска беше промовирана декларација за етичко и професионално известување за теми поврзани со ЛГБТ во медиумите. Со промоцијата на оваа декларација, иницијаторите ги изразија заедничките заложби и напори да се спречи дискриминаторскиот говор кон ЛГБТ во медиумите и да се поттикне заложба кај медиумите за промовирање на сексуалната и родовата различност и заштитата на правата на ЛГБТ. Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми Зоран Трајчевски ја нагласи досегашната соработка на агенцијата со Сдруженијата на граѓани што ги застапуваат правата на ЛГБТ и како и активностите на агенцијата за мониторинг и спречување на дискриминаторскиот говор и говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Во рамките на нашата соработка со коалицијата Маргини и досега настојувавме да ги сретнеме на едно место медиумите и представниците на коалицијата за да можат да им ги представат наводите од истражувањата за тоа колку и како се известува за ЛГБТИ во македонските медиуми. А се известува малку и стереотипно. Тешко оди разбивањето на презрасудите во поглед на ЛГБТИ лицата. Тоа го покажува и самиот факт што оваа декларација, која не е ништо друго, туку не представува ништо друго освен подсетување на основните новинарски професионални стандарди во контекст на медиумскиот третман на ЛГБТИ,
Генералната клима во однос на правата на ЛГБТ лицата во Македонија полека се менува, но се уште е неповолна. Таа неповолност се осликува и во медиумската слика на реалноста, но да не заборавиме, медиумите се и креатори на реалност и таа своја улога треба да искориста за да ја сменат сликата за ЛГБТИ. Марина Тунева од Советот за етика во медиумите ја нагласи важноста од саморегулација во медиумите, како и нивната клучна улога во промоцијата и заштитата на правата на ЛГБТ луѓето. Она што е наша заедничка заложба во оваа битка за надминување на дискриминацијата, говорот на омраза, стереотипите и предрасудите, подразбира следново: активно да наблюдуваме како се известува за овие прашања и да го искористуваме сите ние заеднички потенцијалот за навремено и ефективно реагирање со цел да се коригира лажното, провокативното и неетичкото новинарство. Да поттикнеме сите заедно поголема дебата во новинарството и воопшто во општеството околу опасноста од говорот на омраза, а посебно во комуникацијата онлайн и преку социјалните мрежи. Да поттикнеме активно и инклузивно вклучување на гласот на засегнатите, а медиумите да ги претвориме во инструмент за промени во општеството. Само со вистинското представување на припадниците на ЛГБТ и заедницата во медиумите, како поединци кои што воопшто не се разликуваат од другите, медиумите ќе учествуваат во промовирањето на идејата за еднаквост, каква што се надеваме дека ќе имаме во нашето општество на различности. Иницијаторите на декларацијата ги повикаа уште еднаш сите медиуми кои досега не ја потпишале декларацијата да го сторат истото и да испратат јасна порака до граѓаните дека ги осудуваат дискриминацијата и говорот на омраза кон ЛГБТ луѓето и ја препознаваат својата улога во застапување и промоција на човековите права. По официјалната премиера на новиот филм на Милчо Манчевски Бикини Мун, истиот веќе се наоѓа на редовен репертоар на Кино Милениум. Македонија е прва земја која првиот долгометражен американски филм на Милчо Манчевски го има во редовна дистрибуција. Што беше истакнато на пресконференцијата пред премиерата на филмот, на кој присуствуваше и режисерот, гледаме во продолжение. Македонската премиера на петиот игран филм на Милчо Манчевски, но прв долгометражен американски филм Бикини Мун, ќе се случи на 22 март во киното Милениум од 20 часот, а потоа ќе продолжи да се прикажува на редовниот репертоар на киното секој ден во термини од 20 часот и 22 часот. Бикини Мун е американско-германска копродукција, модерна мрачна бајка која говори за искршениот идеал на модерното семејство, но и за изгубената приватност во светот окупиран од камери, мобилни телефони и се присутните социјални мрежи. Структуриран е како филм, во кој филмската стварност е двојно контролирана или двојно манипулирана. Милчо Манчевски на денешната пресконференција по повод македонската премиера на филмот истакна дека филмот е современа трагедија и даде кусопис на филмот. Ова е филм во филм. Ова е лажен синема верите документарец. Бикини Мун е една современа трагедија. Замисли си да си жена која била војник во Ирак, сега живее на улица во Њујорк како бездомник, ќерката ја зеле, затоа што е ментално нестабилна и нејзиниот поглед на стварност, затоа што е ментално нестабилна, затоа што е повратник, е одлична порта во испитувањето на она што не интересира во овој филм, а тоа е нашиот однос кон вистината и тоа како медиумите, во случајов документарниот филм, ја менуваат вистината за која известуваат. Мишо Ристов, дизајнер на визуелни ефекти, рече дека не е лесно да се работи со Манчевски. Многу бара, но знае што сака и на крајот излегува одличен резултат. Да работиш со Милчо не е лесно, пред се да кажем. Тоа као да играш за Грег Поповиќ. Многу бара. Али крајот е добар увек. Затоа што пред се знаеш што сакаш, што посебно во мојата професија е сериозна реткост. Затоа што многу ги опуштаме режисерите со милион варијации на тоа што го правиме. Добро дека некој што тоа не иде во бесконечност. Филмот е во целост сниман на локации во Њујорк. Светската премиера на филмот беше на фестивалот во Сао Пауло, Бразил, а американската на Синеквест фестивал во Калифорнија.
Бан Ки Мун ќе биде прикажан и на фестивалите во Сарасота во Флорида, во Истанбул, на филмскиот фестивал Манхетан во Њујорк, во Франкфурт и Нешвил. Освен филмска премиера, имавме и театарска премиера. Како што напоменав и на почетокот, Еднаш свет изградив е насловена новата представа намената за младинската публика во Театарот за деца и младинци. За представата и за театарот зборувавме со режисерот на представата Јане Спасик и со директорката на Театарот за деца и младинци Катерина Илиевска-Силјановска. Пред да ги погледнеме разговорите со нив, да го погледнеме и прилогот кој го снимивме од пресконференцијата пред премиерата на оваа представа. Театарот за деца и младинци ја најавува новата представа Еднаш свет изградив, која што е намената за младинската публика. Оваа представа е дело на режисерот Јане Спасик, кој го напише и текстот за представата, а е инспириран од романот Сидарта на Херман Хесе. Авторот на представата, Јане Спасик, се обидува да согледа неколку поважни животни фази и да ги разгледа последиците на индивидуалните одлуки, преку семејната приказна за татко и син кои се среќаваат после долги години. Ние ставивме една наша приказна за татко и син, и едно нивно за еден син кој што доаѓа да го види татко му после подолго време и да разбере кој е татко му, зашто ги направил работите. Нарацијата е интересна во представата затоа што е многу динамична и постојано се преплетуваат светот на фантазија и реалност, што мислам дека е блиска до таа некоја си младинска динамика на примање на наративите, затоа што е многу побрза за целата појава на социјалните мрежи, така да мислам дека ќе им биде приемчиво и интересна и дека ќе можат да се најдат и тие во некој си свој однос према родителите, исто како што родителите можеби нешто ќе можат да разберат во однос на одлуките и, да речеме, водењето на воспитувањето на своите деца. Представата е работена низ заеднички експериментален процес со актерите Драган Довлев, Ненад Митевски, Наташа Петровиќ, Симона Спировска, Бојан Кирковски и младиот гостин 9-годишниот Михаел Стојановски, кој не соработува прв пат со режисерот. Драган Довлев, еден од актерите во представата и кој е толкува улогата на таткото, истакна дека на сцената не се пренесува делото Сидарта, туку се поставуваат прашањата отворени во овој роман. Додека пак Ненад Митевски, кој игра улогата на синот, истакна дека тој во представата се гледа себе си во ликот на својот татко. Ова е една приказна за еден постар човек кој што пред крајот на својот живот во некоја своја старечка болест, деменција, си замислува дека е Сидарта и си замислува дека го живеел животот на Сидарта. Инаку сите прашања што Хесе ги отвара во неговата книга се тука, во нашава представа. Прашања од типот кој сум, што сум, каков сум бил порано, што сум сега, што ќе биде со мене во иднина, каде се гледам себе си во иднина. Сите тие прашања се составен дел од оваа представа и тоа се, би рекол, крупни екзистенцијални прашања со кои театарот не само што треба, туку и мора да се занимава и да ги отвора. На крај сум задоволен со ова што го направивме, односно представата. Не знам, битна представа што зборува за тоа, за многу фази во животот, за како ги преживуваме тие фази, некојаш можеме да си го најдеме својот одраз. Например, јас во ликот што го играм во представата сум син на колегата Драган и во представата некако мојот лик ги гледа фазите некако пред време, односно се гледа во ликот на таткото. Со оваа представа се најавува и враќањето на младинската публика во театарот, како и повторното враќање на представите Нашиот клас и Заспаниот разум раѓа чудовишта. Односно, театарот среда како ден и терминот 20 часот ќе го резервира токму за младинската публика. Еднаш свет изградив е новата младинска представа на Театарот за деца и младинци. Токму на тема оваа представа зборуваме со режисерот и автор на представата Јане Спасик. Јане, добре дојде.
Еднаш свет изградив е нова младинска представа која што се става на репертоарот на театарот за деца и младинци. Ке можеш ли најнапред да ни кажеш за каква представа станува збор? Станува збор за една семејна драма која што се испреплетува дел од она со кој што се бави романот на Херман Хесе Сидарта, но тотално адаптирано на некои си посватливи, по-реални и семејни драми, кои што веројатно сите во животот сме ги минале. И беше некој си чуден процес на адаптација, малце подолг, разговаравме со цела екипа и полека во фазите на пробата се креираше текстот, имаше многу верзии, се додека не стигнавме до една варијантна која беше задоволувачка за нас и ги артикулираше нашите сваќања на материјата, сепак остана некоја наша приказна. Значи, оваа представа е само инспирирана од романот Сидарта на Херман Хесе и се работи, како што кажавме, за една семејна драма со фантазмагорични моменти и приказни кои што и наративи на реалност и фантазија кои што постојано се испреплетуваат и ги отвараат сите оние фази кои што ги поминува Сидарта, да речеме, во романот на Хесе, но кажано од еден наш поглед, да речеме, современо малку. Колку време ја подготвувавте оваа представа? Па конкретно со екипата почнавме негде во средината на декември, мислам дека, па имавме пауза за тие цели празници, така да веројатно целиот процес активно трае 2,5-3 месеци. Како сте задоволни од крајниот резултат на представата, од тоа како излезе представата? Па генерално ја мислам дека ги артикулирав сите мои, да речам, дилеми и потреби таму и мислам дека драго ми е дека актерите се разбравме и некако се синхронизиравме да застанеме за целата идеја на представата и целата слика на представата и сето тоа што го дискутиравме во фазите. Прилично, да речеме, комплицирани теми отвара представата и повеќе веројатно поставува прашања, односно разгледува теми и помалку дава одговори. Така да, генерално мислам дека среќен сум со тоа што како се реализираше завршниот продукт, завршната представа. Мислам дека успеав да се артикулирам до крај. Така. На пресот споменавте дека најубаво е да се дојде детето, односно средношколецот, заедно со родителот да ја гледа представата. Зошто сметате дека тоа е најубаво? Па не, би било супер затоа што самата представа анализира еден однос помеѓу татко и син кој што се немаат видено подолго време. И преку нивниот однос и нивното прифаќање или неприфаќање и дознавање за некои избори фамилиарни, односно драми што се случиле во таа фамилија, некако може да се види односот на татко и син, односно на било кој дете и било кој родител и она што е, да речеме, воспитување и она што е заземање на свој пат, моментот кога детето тргнува и прави своја одлука. Скоро во секоја фаза од романот го има тоа Сидарта и некако сакавме да го пренесеме и тука и да видиме кои се тие моменти, дали е тоа некоја си рана адолесценција, дали е тоа некој момент кога детето ќе стане родител, па тогаш ќе го разбере родителот, така да тоа е многу важно затоа што ги има двата погледи, двата ракурси на гледање и на детето и на родителот, така да генерално и за тоа е представата, за тој однос на родител и дете. Во представата еднаш изгради свет, освен актерите од театарот за деца и младинци, како гостин се јавува и младиот Михаил Стојановски, кој што има само 9 години. Зошто се одлучивте токму него да го вклучите во представата и која е неговата улога во представата? Па како што кажав, најпрво да кажам дека со Михаил соработував на претходниот мој проект, таму да речеме го пронедов на еден кастинг и генерално веќе мислам дека ми е трета представа каде што учествуваат деца во представа за возрастни или за младенци. Некако дали интуитивно или нешто имам некоја потреба да некој од работите да ги каже дете, затоа што друг ќе звучат некогаш поавтентично, некогаш звучат потешко и некако и тие треба да се артикулираат. Генерално Михаил толкова улоги на 3 деца, две од приказните и реално едно дете кое што постои, го игра таткото како мал, затоа што влегуваме во една приказна, друга приказна раскажувачка и го игра таткото како мал. Така да во самиот роман на Сидарта
многу е важен тој циклус на раснење и имање свое дете и правење на истите грешки што ги направи родителот претходно. Така да целиот однос се конструираше на тој однос на родител и дете и некако циклично кога младиот човек ќе стане родител, од прилика го разбира татко, ама не значи нема да ги повтори истите грешки. Така да тој циклус на раснење, на нов почеток и раснење, мислам дека е многу важно да биде детето присутно за да се разбере поавтентично тој процес на имање дете и позицијата на крај крајава на едно дете, така да. Како се снајде тој во целата приказна на сцената со повозрасни актери, со представа текст за повозрасни деца? Така, Михаел супер се снајде, ама и претходно има работено, да речеме, со тројца-четворица во мојата претходна представа што ја работев, со Михаел заедно и ја работев со истата група на актери во независниот проект Експеримент на Артупија и генерално таму беше можеби првиот проблем каде што не знаевме точно како ќе реагира, ама долго време сум работел со деца, така да отприлика ги знам, од извидници, понатака во трета веќе представам и отприлика знам динамиката и разбирањето на водење на деца низ процесот, така да нема воопшто страв. Пример, многу побрзо ги учи работи, само треба повеќе време да ги разбере на некој ниво на кое што он треба да ги разбере за да може да ги артикулира автентично. Може нема да ги разбере од целата длабочина работите, ама многу интуитивно, пример, неговото разбирање е многу интуитивно и не знам, генерално го знае, така да фино се снајде. Мислам дека да, некојаш беше дете, ама тоа е нормално. Он си има свој некој процес, ама многу ми е драг мене, Михаил, така да генерално соработката ми е добра. Што би им препорачале на младинците, односно на средношколците, зошто да дојдат да ја погледнат оваа представа? Им препорачал да си најдат, ако си најдат интерес да дојдат и да погледнат својата представа и би им препорачал можеби поише да се заинтересираат за театарот, зашто некако има друга динамика различна од оваа што е брзава и дека можеби некако подлабоко ќе пробаат да разберат некои работи и дека ќе видат автентична сценска што можеби нема да заследат на оној без да звучам како критичар на младината, на оној што и ние сме дел од тој свет на социјални мрежи кој што е многу брз и само натрупува работи, а генерално не се бави суштински со ништо. Така да, али мислам дека е добро да успорат малку. Затоа би им препорачал да дојдат чисто да изгледаат и можеби ќе најдат некоја си своја артикулација во она што ја го гледам како однос помеѓу родителот и детето и можеби може да му кажат на таткото или на мајката, ете ти реков. Значи и така да мислам дека представата ја држи нивната позиција да го отфрлат она што е воспитување, односно некако да направат свој чекор и покрај она што го знаат за суверат дали е вистина тоа што им се носи како знаење или некако треба да ги изживеат работите, исто како што и Сидарто романот ги изживува работите и цело време ги предизвикува научените знаења и светови кои што ги изградил, така да. Тоа би била пораката. Јане, јас ви благодарам за одвоеното време и се надевам дека ќе донесете голем успех како режисер на оваа представа и за театарот за деца и младенци и за она младинска публика која се помалку има кај нас. Ви благодарам и вас на одвоеното време. Почитувани гледачи, останете со нас, следува и разговорот со нашата следна соговорничка, директорката на театарот за деца и младенци Катерина Илиевска-Сијановска. Ката на сцената на театарот за деца и младенци, како што веќе споменавме, се поставува нова представа Еднаш свет изградив, станува збор за младинска представа. Со режисерот претходно зборувавме за тоа каква е представата, која е целта на представата и неговите видувања. Сакаме да го слушнеме и твоето видување за оваа представа, кој е вашето мислење, како излезе сета организација на оваа представа како крајен резултат. Најнапред сакам да ви кажам дека повторно решивме после известно време да правиме, да ја обновиме, да ја заживееме повторно младинската сцена и прв што дојде да понуди еден проект
кој што би можел да биде така за таа така наречена младинска сцена беше режисерот Јане Спасич, која случајно го запознав претходно на снимањето на еден филм, на еден доста познат филм. Ајде сега не му е местото на филмот, но овде морам да го споменам на Исцелител кој веќе доста се така промовира во јавноста подобро. И Јане рече дека многу би сакал да режира представа која што ете негова некоја лична желба, можеби лично искуство, лична потреба, не знам како да ја наречам, и долги години си ја имал во глава како идеја книгата Сидарта од Херман Хесе, на сите нас добро вака познато како дело. Нормално ова дело, како што и самиот режисер кажа, не директно делото на сцена пренесено Сидарта, туку е авторски текст негов. Само се инспирирал од ова дело. Така што кога ми ја даде таа идеја, навистина бев многу заинтригирана и исто така како и многу мина од нас, јас ја знам таа книга уште од гимназијалските денови. И знам дека има што да раскаже. Многу филозофија, многу драма, многу испитувања, многу прашања. И верував дека ќе биде интересна и се уште верувам, се разбира. И јас некако викам верував во минато време затоа што мислам дека е готово, се е решено, затоа што е интересна и затоа што многу прашања ќе разбуди, многу прашања ќе постави, многу одговори ќе даде таа представа и така натаму. Она што ни недостасуваше одамна што не сме го работеле младинска представа и куклена представа за нашата сцена. И затоа како прво го одбрав ова да го работиме младинската представа, а многу брзо ќе имаме премиера и на детска куклена представа. Сметате ли дека со оваа представа ќе се вратат младинците, средношколците во театарот и кои се плановите на театарот за да се заживеат представите за оваа публика? Јас, значи, бидејќи сега сум на оваа така наречена функција раководна и досега не сум имала прилика да видам како се привлекува таа младинска публика, не сум знаела, но сега она што јас можам да го кажам и да го гарантирам е дека ќе се потрудам со сите можни сили да им ја доближиме заедно со целиот административен тим, да им ја доближиме оваа сцена на средношколците, па и на можеби и на некои основци што се во повисоките одделенија, нели? И се разбира на воопшто на пошироката јавност, на секој можен начин. Дали преку промоција во средните училишта, одење по училишта, дали преку било какви некои други социјални мрежи или така натаму, или преку некои можеби трибини или организирање на некој внатре во театарот, некој така како да ги наречам како работилници. Ќе се потрудиме на било кој начин да ја доближиме оваа сцена до младинската публика, затоа што знаеме сега колку е модерна технологијата и колку децата се интересираат за се и се, што впрочем тие се и најчувствителните години, адолесцентските, кога почнуваме почнува да ни се свртува вниманието на секој од нас, на некои други работи, повеќе сакаме да излегуваме и така натаму, меѓутоа ќе се потрудиме максимално да го привлечеме нивното внимание, да дојдат тука, да следат она што треба да се следи. Она што треба да е практика, покрај сите други животни, не знам, задоволство и сета таа техника која што ја напоменав пред малку. Ката, што се е потребно да се реализира и да се направи една добра и успешна представа? Од моје лично искуство, како актер во овој театар 18-та година, најпотребно е да имаш најдобра основа за добра представа е добар текст. Без разлика дали е детски, дали е за младинска сцена, дали е мюзикл, дали е за возрастни, мора да има еден добар, како да речем, добра основа, добар синопсис, што би рекле филмаджиите. Кога има добар текст, тогаш треба да има една екипа која што е актерско-режисерска, која што сака да работи, која што навистина многу сака да сработи добра представа, воопшто која сака да работи, и со голем ентузијазам и голема желба не може да испадне лош продукт. Значи, основата е многу важна. Да има драматизација добра, диалог добар да има, тоа е многу битно, текст да има добар. Мислам дека една од есенцијалните работи за реализирање добра театарска представа. Како и филм се разбира, но сакам да кажам, ако нема добра основа, добар почеток,
Сакам да кажам, може да е представата и мюзикл, може да е некој кабаре, кое што нема многу говор, но сепак мора да има некој концепт, некоја добра почетна основа, врз основа на која што ќе се изгради делото. И се разбира, како што реков, желба ако имаат актерите, тогаш ќе направат и режисерот одлична представа. А ако работат со пола енергија, со пола желба, ако не им се допаѓа тоа што започнале да го прават, и се разбира дека продуктот нема да биде толку добар како што треба да биде. Но конкретно за оваа представа која што ние сега скоро ја работевме, актерите има огромна желба, режисерот исто така огромен ентузијазам. Него му е можеби прва представа во Национален театар, не сум 100% сигурна, но мислам дека е така. Значи јас сете му дадов прилика можеби за прв пат да режира во национална установа. И мислам дека ова не може да биде лош продукт. Како директорка на Театарот за деца и младенци, иако сте малку време на оваа функција, меѓутоа сте многу време на сцената на Театарот за деца и младенци, сметате ли дека треба нешто да се промени за да се создадат одлични услови за работа на актерите и на целиот тим на театарот, а со самото тоа да дојде и до подобар производ, односно одлична представа? Се разбира. Некои работи се разбира дека треба да се променат. Како што ви реков пред малку, многу е важно екипата која што работи во одредена представа, вклучувајќи и техниката, секогаш да не ги заборавиме тон мајстор, светло мајстор, инспициент, сценски работници, сите тие што работат добра администрацијата се разбира, неминовно е да има една ваква установа национална како нашата, се разбира дека е неминовно да има и администрација. Но најважно од се е да се сака да се сработи представата, да се има добра желба и позитивна енергија кај секој еден што е вклучен во процесот на представата. Она што кај нас пред година дена да речеме недостасуваше беше тој еден колективен тим. Нешто бевме меѓу нерасположени од некои надворешни причини. И се гледаше така како стагнира, кога едно нерасположение се чувствува во еден колектив, тогаш се гледа дека и стагнира резултатот од сцената. Но кога расположението како што е сега е подигнато на незавидно ниво, тогаш резултатите не може да бидат лоши. Оно што треба реално да го промениме ние е да добиеме поголема театарска сцена, бидејќи нашата сцена, која што е тука позади нас, е доста мала. Некој таму сега, не знам точно тие технички карактеристики, нешто малку, 4 на 6, нешто така, метри квадратни. И многу малку има можности за некои така поголеми, технички, не знам, потреби на една театарска представа. Немаме театарски чиги, нешто што ќе олесни во сценографските елементи. И така да тоа е тоа што нас ни недостасува реално. Поголема театарска сцена. И се разбира поголемо гледалиште, бидејќи имаме само 112 седишта за публиката. И јас, она што би можела да го кажам и да го објавам е дека ќе се стремам кон во договор со, не знам, со град Скопје и со Министерството за култура се разбира, да, ако може понатака, не овозможат некој поголем простор. Се најавува ли некое гостување надвор од Македонија со новата представа или пак со некоја друга представа од репертоарот на Театарот за деца и младенци? Гостувањата се дел од нашата работа и тие се неминовни. Ние се разбира дека овој театар го носи приматот театар за деца и младенци и најчесто патуваме и освојуваме награди, до сега барем така било, со детските представи, а посебно се оценуваат во светот на фестивалите куклените представи, така што тоа не треба никако да го заборавиме. Оваа година ќе се планираат театарски фестивали во не знам точно на колку ќе успееме да отидеме заради финансиски средства, но сме поканети и се планира да одиме да оди театарот во Шибеник, во Суботица, Белград, требаше Полска, но ете така сето тоа ќе видиме дали ќе се реализира. Што ќе се реализира? Ќе видиме во согласност со можностите. Фестивалите се обично на лето или на есен. Така што од јуни ќе почнат тие фестивали, па се надевам и на некоја награда. Новата представа, бидејќи е младенска представа, ќе се селектира, најверојатно чекаме одговор од селекторот на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп, што е.
И тој фестивал се одвива започнува во месец јуни, така што конкретно оваа представа ќе се стремиме таму да не само да отиде, туку и да освои некоја награда, било каква. Така што тоа е што е планот за еднаш свет изградив. Сега за сега. А понатаму, од есен натаму, ќе бараме и фестивали на кои што нормално, кои што се за младински представи, кои што не се за детско куклене исклучиво. Кати, имате ли податок и може ли да кажеме која е представата која што најмногу си играла на сцената на театарот за деца и младинци, со оглед на тоа што нели веќе ги споменавме плановите кои се на театарот за воиднина, за учеството на фестивалите и секако за новата куклена представа која што ја подготвувате? Една од наиграните представи во овој театар, чии што јубилеј и се одбележа непосредно сега пред еден месец, скоро сега, во февруари е Убавицата и ѕверот. 20 години се игра во континуитет на сцената, без никакво сопирање и има скоро, без малку, 350 изведби на таа представа. Што ја прави најгледаната и може би не е најгледаната, мада, иако мислам дека и е, но е најиграната представа воопшто во Република Македонија. Таа е првата представа која што е најмногу играна. Веднаш после неа има Голем век на живење, исто наша представа, принцезата, Зрното грашок и принцезата. Многу брзо заднив се и Црвенкапа, и не знам, Снежана и седомте џуџиња и така натаму. Представи кои што се стари, да речеме, 20 години, но се уште се гледаат, верувајте ми, и скоро сите истите актери ги играат. Наскоро ќе направиме и тој еден јубилеј кога ќе биде 350-та точно од Убавицата и ѕверот и тоа ќе го означиме. Јас многу сакам да означувам работи, сакам да не останат незабележани важните и убавите работи за овој театар. Па сепак таа представа е нешто што до ден денес, како кажете, ако ја ставите на каса, ќе видите дека се продава без никаков проблем. И македонска приказна не смеам никако да изоставам, представата која што нас како театар најмногу не прославила надворот земјава, воопшто. Една куклена представа, прекрасна музичко куклена представа, с која што добила неколку гран-прија, 3 или 4 гран-прија надворот земјава и така натаму и така натаму. Така, кате јас се надевам дека сите представи кои што ги има на репертоарот на театарот за деца и младинци ќе доживеат истата судбина како Убавицата и ѕверот, дека долги години ќе се прикажува и ќе биде барана од гледачите. Благодарам многу, ви посакувам и јас истото. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, на вам ќе ви се заблагодарам за вниманието и уште едно подсетување до младинската публика да дојдат во театарот за деца и младинци да ја погледнат новата представа Еднаш свет изградив. Тука завршува ова издание на Саботна хроника, а останатите наслови од изминатава недела гледајте ги утре во истите термини. Ви благодариме на вниманието, пријатно.